Денешното слово ми се наоѓа во Евангелие според Јован, 4 глава. Сите што ги носите вашите Библии, ве охрабрувам да ги отворите, да читаме заедно. Значи, Евангелие според Јован, 4 глава, од 35 стих, па надолу ќе читаме. Словото Божјо вели вака: Не велите ли вие, уште 4 месеци па ќе настане жетва, а јас пак ви кажувам, подигнете го погледот и видете ги нивите, оти веќе се побелени за жетва, и жетварот веќе добива плата, и собира род за вечен живот, та да се радуваат заедно и сејачот и жетварот. Зашто во ова се овистинува поговорката: еден сее, а друг жнее. Јас ве испратив да го жнеете она што не сте се труделе. Други се трудеа, а вие влеговте во нивниот труд. И мнозина самаријани од оној град поверуваа во него поради зборовите на жената која сведочеше: Ми кажа се што сум направила. Кога дојдоа пак самаријаните кај него, го замолија да остане кај нив, и тој остана таму уште 2 дена. И уште повеќе народ поверува поради неговото слово. И на жената и велеа: Сега веќе не веруваме само поради твоето кажување, зашто самите чувме и знаеме дека тој на вистина е спасителот на светот Христос. Амин. Драги браќи и сестри, размислував за денес и се молев која порака да ја споделам, која што ќе ни биде на големо охрабрување и на поттик за да излеземе денеска и да го споделиме Евангелието со нашите сограѓани овде, со оние кои што не го познаваат Господа. И прво што ви падна на памет е за самаријанката, за Исусовата средба со самаријанката, на кое што овој текст следи веднаш после таа случка. И размислував на тоа, бидејќи тоа е една изворена средба, едно изворено обраќање кој што се случи. Во тој разговор на Исус со самаријанката се гледа Божјата милост, се гледа Божјата љубов, совршена е прикажана Божјата прошка. И сакав да зборувам на тоа, се сетив дека ние веќе имаме зборуваме на таа тема, и затоа реков ајде да го видам текстот што следи подолу, и секогаш кога има нешто јако во Библијата, после тоа има објаснување, кога Исус ќе направи нешто, па ги охрабрува учениците што тие да прават, бидејќи се што правеше Исус беше модел, беше пример за учениците што треба да прават, а негови ученици сме и ние, зарем не? Затоа овој текст е сцена во која Исус зборува со изворедна јасност и итност. Не само до учениците, туку до секој верник, од секоја генерација. Овој текст зборува до мене и до тебе, до нашата црква и до нашето време, до времето во кое ние живееме. Исус стои кај бунарот во Сихар и им вели на учениците: Подигнете ги очите своји и погледнете ги нивите, зашто се веќе побелени за жетва. Денес ќе зборуваме, браќи и сестри, за овој повик. Ќе го разбереме контекстот, ќе видиме Божјата перспектива и ќе слушнеме кој е повикот за мене и за тебе. Кој е повикот за нашето време, за ова време во кое ние живееме. Контекстот е следен. Учениците штото го се врати од градот каде што Исус ги испрати да купат храна. И нивните мисли беа насочени кон секојдневните потреби, потреба за кога си гладен да се нахраниш, кога ти е студено да се облечеш и така натаму. И они беа, нивните фокуси, нивните мисли беа насочени кон тоа, кон да најдат храна, да ги покријат секојдневните нивни потреби. Нивните заеднички проблеми да ги средат, нивните обврски да ги завршат. Па ако размислиме, и ние секојдневно брзаме да завршиме некои своји потреби, некои своји обврски, некои своји задачи, брзаме по потрага на храна, да се снабдиме за храна, но дали е тоа се што треба да правиме? Исус во меѓувреме разговара со самаријанката, жена која што беше скршена тотално, жена која што имаше тешка историја,
Жена на која што никој не сакаше ни да фрли поглед, Исус застана и разговараше со неја. Жена која што за општеството беше пропадната инвестиција и срам, за Исус беше потенцијал и можност преку кој ќе се прослави. Не знам кои гласови ги слушаш за тебе. Може би луѓето упатуваат погребни зборови кон тебе, кон твојот живот. Може би ти велат, од овој не бива ништо. Од овој не го бива за таа работа. Од овој човек не бива ништо. Тоа се лаги на сатаната. Исус има план за твојот живот. Впрочем, сетете се на Словото Божјо изречено преку апостолот Павле во Коринтијаните, кој што рече вака: Она што овој свет го смета за ѓубре, од тоа Господ ќе подигне за негова слава, за да ги посрами мудрите. Доколку луѓето те гледаат како ѓубре, има потенцијал во тебе. Има голем потенцијал во тебе. Затоа што Бог нема да се прослави преку горделивите, преку оние кои мислат дека се знаат, оние кои што мислат дека се научиле. Бог не користи такви луѓе, затоа што таквите ја крадат неговата слава. Не знаат да му одадат слава. Но Бог користи скршени луѓе, Бог користи луѓе во најдолните слоеви на општеството, за да преку нив го издигне своето име. Така Господ ја употреби оваа жена, самарјанката, жена во која што никој не гледаше потенцијал, Исус виде потенцијал во нејзе. Учениците ја гледаа самарјанката со едни очи, но Исус ја гледаше како поле спремно за жетва. И токму затоа Исус им вели на учениците: подигнете ги очите. Ова не е само физички повик, ова е духовна заповед, браќи и сестри. Подигнете ги очите. Тоа значи престани да гледаш само на земното. Престани да гледаш само на проблемите. Престани да гледаш само на стравот, на обврските. Погледни кон она што Исус го гледа. Погледни кон душите. Погледни кон вечноста. Често пати ние знаеме да се заглавиме и да се заборавиме во извршувањето на нашите секојдневни обврски. И забораваме дека ние не сме тука за себе си да се прославиме. Ние сме тука за да му отдадеме на Бог слава, да го прославиме Бог. Затоа Бог не повикува: подигни го погледот. Издигни го твојот поглед, како што орелот се издига над бурата. Како што орелот се издига над облаците, така ти издигни го твојот поглед од земните работи и погледни кон вечните работи. Погледни кон душите, погледни кон вечноста. Секоја жетва, браќи и сестри, е знак дека некој работел пред нас. Божјото Слово ни кажува: Бог е тој кој ги обработува, омекнува, подготвува срцата на луѓето. Не сме ние тие. Никој не се појавува случајно во нашиот живот. Ниту еден разговор не е случајен. Ниту една средба не е случајна. Бог има план за се. Бог има план зашто ти донесува некои луѓе во твојот живот. За да им посведочиш. За да го слушнат Евангелието. За да го слушнат повикот од Небесниот Отец, кој ги кани да дојдат кај Него. Исус им вели на учениците: нивите се веќе побелени. Браќи и сестри, ова е силна изјава. Тоа значи дека жетвата не е во иднина, не е следната година, не е кога ќе сме повеќе подготвени, не е кога ќе имаме поголема теолошка едукација, не е кога ќе имаме повеќе слободно време. Жетвата е сега, која што Бог ја приготвил и те кани да биде жетва на таа жетва. Замислете земјоделец. Ора есенско орање, ора пролетно орање. Ја обработува нивата. Зема бисазите, става на грб, фрла семе, сее, потоа прска да заштити од штитници,
ја надгледува нивата да не влезе добиток да ја испасе. Ја пази и доаѓа време за жетва, а тој спие. Доаѓа време за жетва, тој си чека, си ужива. Не се брза, не му се брза. Што ќе се случи? Плодот ќе падне. Плодот ќе падне. Жетвата, ако навреме не се собере, тие кои што имате, се работеле земјоделие, знаете, жетвата паѓа, пропаѓа долу. И толку, нема веќе од таа жетва нема да имаш ништо. Браќи и сестри, го препознавам, ја препознаваме ли итноста на потребата да го споделиме Евангелието? Некои луѓе ги среќаваш сега и никогаш више. Одиш во автобус, седиш, некој човек седи до тебе, го гледа сега, го имаш овие 30 минути, овие 40 минути и можеби никогаш повеќе. Користи таа прилика да му го споделиш Евангелието. Бидејќи Бог не случајно те ставил ти да бидеш таму. Бог те поставил за да му посведочиш на тој човек. Можеби тоа ќе му биде единствената прилика на тој човек да го слушне Евангелието. Замислете друга слика земјоделец кој што стои пред огромна нива, полна со пченица. Зрела, позлатена, наведната дури од тежината, од богатството на плодот. А покрај него стојат работници кои што вака скрстили раце и вика: мислиме од ова нема да биде ништо. Много тешко. Тешка работа да извадиме од тука едва и семето што го фрлите. Што ќе кажеме за овие вредни работници? Прво што ќе го кажеме е следново: дека не им се работи. Второ што ќе го кажеме дека не им е гајле за собственикот на нивото. Браќи и сестри, дали ми е гајле за жетвата која што пропаѓа секој ден? За душите кои што секој ден заминуваат во пеколот? Дали размислуваме за таа штета секој ден што се случува? Дали нашето срце чука заедно со срцето на Отецот, кој што сака никој да не загине, туку секој да се спаси и да добие вечен живот? Дали нашите срца бијат со истиот ритам со кој што бие срцето на Отецот? Да размислиме малку. Отецот ни вели: погледнете, нивата е полна, спремна е за жетва. Симнете ги срповите од рамо и влегувате во нивата и жнеете. Не е ваше да рачунате колку ќе излезе. Не е ваше да рачунате дали ќе излезе од декар 400 кила или ќе излезе 4 кила. Тоа е работа на жетварот, на собственикот на нивата. Ние сме само работници на Божјата нива. Наше е да жнееме, а колку ќе излезе на крајот. Тоа е Божја работа. Нивата е негова, не е наша, па ние да ги правиме калкулациите. Ако Бог те повикал да жнееш, оди и работи верно за Господ. Исус продолжува и вели: жетварот прима плата и собира плод за вечен живот во 36 стих. Замислите оваа слика. Плата која што не се троши и плод што никогаш нема да ти загине. Често пати кога земаме плата, има луѓе земаат плата и не и се радува затоа што веќе е потрошена. Оти веќе треба да ја раздадат. И нема радост од плодот на нивната работа. Но од оваа работа, од проповедањето на Словото, има вечна радост. Зошто? Оти таа плата никогаш не можеш да ја потрошиш. Таа награда стои во вечноста. Исус рече: не собирате богатство долу на земјата, каде што крадец провалува, каде што молецот дупчи, каде што мрѓата јаде. Туку собирате богатство каде? Горе на небесата. Каде што ниту крадец провалува, ниту рѓа јаде, ниту молец дупчи.
Таму собирате богатство. Браќи и сестри, Исус не зборува ништо туку така. Ако Исус зборува дека на небото, кога служиме, кога евангелизираме, собираме богатство, верувајте дека тоа е така. Можете да се навратите на параболата за талантите и да видите дека тоа е навистина така. Секој добри место на небото, награда на небото, согласност со трудот кој го вложи. Она што е загарантирано за секој верник кој се покајал и поверувал во Исуса Христа е вечниот живот. Да, тоа го добиваш. Но на небото ќе има и различни места. Или еден постави на 5 градови, друг постави на 3 градови, но имаше и друг кој што, третиот кој што беше и казнен. Заради тоа што не сакаше да служи. Браќи и сестри, Бог не повикува да го свртиме погледот од земното, да направиш куќа, да школуваш деца, да работиш, само ова, само уште ова. И нема крај, кога ќе служиш на Господа? Кога ќе бидам во пензија. Па тоа ќе треба внуци да чуваш и пак нема да имаш време. За Господа треба да најдеш време. За Господа треба да најдеш време. И да го дадеш не трошките од времето твое, да ги дадеш првините од времето твое. Најубавиот дел од твоето време да му го дадеш на Исус. Најубавиот дел од твојот живот, од младост да му ја дадеш на Исус, да ја посветиш за Исус. Служејќи му и ќе придиш стократна награда. Бог ќе те благослови. Божјата награда не пропаѓа никогаш. Често пати ние, наместо да бидеме сејачи, постануваме бостанџи. Знаете што значи тоа? Не. Одиме и кога купува лобеница, Чукам. не. Еве ја зрелата. Овој ќе буде. Овој Ќе се послуша. нема шанс. Овој мајстор цел ден цува, вика, лупа мистрија од земја, цува се што му дојде при рака. Тој да поверува? Нема шанс. Чука? Не. Не бе, каде не сака да чуе она. Она си е посветена у нејзините светци, у нејзиното слави, ова, кани луѓе да им доаѓа на слава, он не ќе да слушне, она нема шанса да поверува. Може би, аптекарка има време, ќе чита, ако и дам Библија, ќе ја чита таму, може би. Браќи и сестри, смешна е, ама ние наместо сејачи и жетвари, ние постанавме бостанџи. Бог не те повика на тоа. Не е твоја работа да проценуваш овој ќе поверува, овој нема да поверува. Некои луѓе изгледаат неподготвени, делуваат тврдоглави, затворени. И ние мислиме, овој човек никогаш нема да поверува. Овој човек нема шанси. Ќе бидам искрен. Јас исто сум ја направил истата грешка. 2018 година направи список во Козјек на сите луѓе што живеат таму. Дури и оние што имат викендици доаѓаат повремено, најдов како се викат, запишат име, до деца и се молат постојано за тие луѓе. Така молејќи се за тие луѓе, доаѓав на списокот до еден човек, нема да му кажам името, бидејќи е брат сега во Христа, кој што ја викав, овој човек, сите да се спасат, овој ќе стои вака со скрестени раци. Едноставно, немав вера дека овој човек ќе се обрати. Тој човек изгледаше толку горден. На земја не газеше, со луѓе нема шанса да застане, он муаве да направи, нема шанса, сум работил со него, толку тврче. Но се молев. Без вера, но се молев. Морав да го мирам низ списокот. Господ ми рече, така морав да направам. Што се случи? Тој човек
Господ најде начин да му го омегне срцето. Неговата жена беше ревностна и редовно доаѓаше на богослужба. И она одеше дома и му сведочеше. Он колку и да избореше, абе каква е црква, што таму се групирате. Она упорно и упорно му сведочеше. Дојде ред кога тој човек имаше голем здравствен проблем и дојде во црквата. И јас баш проповедав на тема за крштевањето. Проповедав првата порака од серијалот за крштевањето беше за покаяние. Човекот истиот миг се покаја, истиот ден го прими Исус и истиот ден ме праша кога можам да се крстам. Такво нешто ја не сум доживеал никогаш во службата. Зошто? За да Господ ми каже и да ме засраме за моето неверие. Да ми каже дека ете гледаш, тој кој што најмалку се надеваше дека ќе поверува, тој прв стои денеска, тој човек кога има молитвен час е прв, кога има богослужба е прв, кога се реновираше таму црквата, тој донесе сета механизација, се што требаше го вложи во служба на Евангелието. Тој човек сведочи на син му и на снаму ги донесе денеска во црквата. Тој човек доаѓа дури на детски часови од желба да слушне нешто. Зашто? Затоа што Божјото Слово е живо и делотворно. Поостро од секој меч кој продира во срцето, ги разглобува зглобовите, разглобува мисли. Евангелието, браќи и сестри, е сила за спасение. Во грчкиот збор за сила, во грчкиот превод на Библијата за сила е употребен зборот динамис. Динамис е истиот збор од кој потекнува зборот динамит. Евангелието е сила која разнесува. Сила која менува облик. Бил гордеви, бил тврдоглав, бил ваков. Ма нека видиш што сака, ти стави го динамитот, запали го, бум! Ке стане друг човек. Верувате или не верувате? Ја го видов тоа. Ја го видов тоа со своји очи. Силата на Евангелието, кој може да промени. Еден од луѓето исто во кој што не верував дека ќе се обрати некогаш, но се молев, беше татко ми. Човек кој што толку беше тврдоглав, не сакаше да слуша за Евангелието. Дојде дури не избракал дома заради Евангелието и ја викам овој човек. Не можам да го замислам да се моли. И да не можам просто. Ама се молам. Се молам. Господи, помогни ми на моето неверие. Помогни ми, дај ми вера. Се молам. И Господ направи да дојде ред да го крсти. Господ направи тој денеска да биде прв во црквата во Козик. Што и да треба да се служи, он е прв таму, дали практично треба, дали било што, он е таму, спремен да му служи на Господа. Господ го смени. Браќи и сестри, има луѓе за кои што мислиме дека не се заинтересирани. Еден од нив е мојот школски, Златко, сопругот на Тереза, што работи со Симона. Он заедно учевме средно и му сведочев така од време на време. Он од тоа сведочење запамтил песна некоја духовна сум слушал и само тоа запамтил. Ама тогаш нема шанса он да поверува, ама јо, неки ни да чуе. Но словото беше посејано во неговото срце. Дојде ред 2015 година и се јавува на телефон. Ало, школски, тука е Златко. Јас поверувам во Исус. Се обратив и сакам да се видим. Знаете што значи тоа? Знаете која радост е тоа? Денеска ние се дружиме најмногу. Нашите жени му служат на Господа заедно. Ние заедно како семејства растеме, се охрабруваме. Тоа е прекрасен благослов. Затоа немојте да мислите дека овој ќе поверува, овој нема да поверува, овој изгледа незаинтересиран. Ќе ви кажам друг пример за човек кој што лично го запознав од Англија, кој што бил шеф во некоја фирма и некоја вработена
имало евангелизација и делела флаери на вработените и овој седел и гледа што прави оваа жена и она го поминала него, не му дала. Што е става? Он се налюти, станува по нејзе. Дај да видам јас ти што делиш. И она исплашена, делам флаери, вика, за евангелизација, да ве поканам во црква, да мислев дека вие нема да бидете заинтересирани. И она вика, дали сум заинтересиран или не твоја работа, твоја работа е да ми дадеш. Как го зема флаерот? И вика, сега не ми се одеш, ама за идат ќе одам во црква. И отиде во црква, тој момент се обрати. Прво него слушање на Евангелието го прободе. Динамик, бум! Го смени. Човекот и најсилниот проповедник што сум го слушал. Остави фирма, остави се, му служи сега на Господ. Има луѓе за кои што мислиме дека нема да може да го разберат Евангелието. Ако може, брат, помогни ми да поврзиме малку технологијата. Сакам да ви имам неколку слики, сакам да ви ги покажам. Да видиме само. Има некои луѓе, како што реков, кои што пак изиграваме бостанџи, пак чукаме, да видиме ќе поверуват ли, нема да поверуват. И некојаш во Евангелието имаме слика дека е толку комплицирано. Дека како да му објаснам сега на овој човек што е жртва, зошто Исус се жртвуваше, што значи крвта на Исус, спасението, како да му објаснам јас на овој човек, па дали овој човек ќе поверува. Господ не повика, пак ќе кажам да бидеме бостанџи. Евангелието, верувате ли во силата на Евангелието? Евангелието не е комплицирано. Евангелието е толку едноставно. Оваа слика, сега може ќе се чуете кој е пасторот, кој е пастирот тука. И двајцата со стапови. Оваа слика е на еден овчар, се вика Љупчо, кој што го најдовме во селото Блаце. Таму горе во планината. Одевме со Симона, евангелизиравме таму и завршивме и гледаме еден овчар, така на едно 200-300 метри во полето и викам ќе одем и на него ќе му кажеме за Исус. И одиме и му кажувам за Исус. Човекот слуша, го разбра Евангелието, не се помоли истиот момент, но после следната недела го водевме него во покајничка молитва, но на него многу му се допадна пораката на Евангелието. И човекот вика, ајде да те водам кај мене во мојот дом и ќе им дадеш од овие книгите, вика, и на моите дома, имам брат, имам сна, имам жена, вика, и на нив да им посведочиме, вика, и они да слушнат. И отидовме кај него дома и сведочевме на неговата сопруга. Неговата сопруга тука беше заинтересирана, ама и не сакаше да го прими Исус. Но неговата сопруга таму не запозна со неговиот брат и неговата сна, каде што седнавме и поминавме, не знам колку саат, минимум, можеби и повеќе, и го споделивме Евангелието со нив. Луѓе кои што цел живот биле сточари, луѓе кои што едва читаат, луѓе кои што немаат некој образование, ништо не слушнале за Бога, не научиле за Бога, луѓе кои што мислиме дека нема да може да го разберат Евангелието, знаете што се случи? Двајцата се молеа, ги водевме во покајничка молитва, но човекот што стои овде, кога го примаше Исус, кога се молеше за покајничка молитва, плачеше, не можеше да ги изговори зборовите од тоа што беше залипан. Кој е тој? Ако не е Динамис, силата кој што прави експлозија, силата кој што дава откровение на Словото, Светиот Дух е тој кој што го прави тоа. Светиот Дух е тој кој што го објаснува Евангелието и на најпростодушните, и на најнеуките луѓе. Светиот Дух им го прави за нив да биде толку јасно, толку бистро. И они
се покајуваат и го примаат Исус. И ова цело семејство се обрати, па дури и мајка му, ова е мајка му на овчарот, Лјупчо, кој што има 98, сега има 99 години, не знаеме дали е се уште жива. Отидов и кај незе и го споделив Евангелието и со незе. Она 98 години е прашав снаму на Лјупчо, да? Викам, каде одиш со тој јадење нешто симно? Ајке, она вика на свекрвата да ја однесам. Гледам, она стара жена, 70-80 години, свекрва вика. И викам, може ли да ја видам? Да, може. Влегов натре и викам, бабо, како си? И она така зачем? Добро сме, вика. Викам, слуша и полека изборувам. Она слушала жената, добро слушала, добро гледала се. Го споделив Евангелието со незе, останав 30-35 минути и незе ја воде во покајничка молитва. Браќи и сестри, веруваме ли ние во силата на Евангелието или не? Веруваме ли дека Евангелието има сила да промени? Или ние се подпираме на колку сме ние красоречни, колку сме ние вешти во говорот, на што се наделаме? Нашата надеж во Господа е дека Тој ќе ги обрати душите или во самите нас, во нашите способности. Бог ќе ве праќа и кај говедар и кај цар. Истото Евангелие има сила да го промени едниот и другиот. Не треба да го преформулираш. Евангелието е тоа. Господ Исус Христос од љубовта кон нас слезе, умре за тебе, бидејќи многу те сака да ги плати твоите гревови, ти да не бидеш во пеколот. И воскресе на третиот ден, за да докаже дека гревовите твои се платени. Твое е само да ја пружаш раката и да кажеш, Исусе, дојди во мојот живот. Се кајам за моите гревови. Спаси ме. Толку. Толку. Не треба да се вратиш во Стариот Завет, па да објаснуваш како свештениците попраскуваа ваму, таму, жртвеникот, роговина, жртвеник. Немаш потреба да комплицираш. Работата е јасна. Исус Христос, праведниот за неправедните, умре. Толку. За да ти даде вечен живот. Евангелието е толку едноставна, толку кратка порака. А ние некогаш сакаме да ја комплицираме. Браќи и сестри, има луѓе кои што изгледаат како да кренале раце од надежда. Луѓе кои што поминале и сито и решето во животот, луѓе кои што загубиле некој близок, некој сакан, и кои што не сакаат веќе, се толку огорчени за Господ, што не сакаат веќе да слушнат за Бога. Еден таков човек со Симона сретнавме во село Побожје, отидовме, тоа беше неодамна минатиот месец, мислам. Отидовме, му подадовме трактат Евангелие и он праша што е ова, ајде влезете да ми објасните, влеговме во неговиот двор. Почнавме да му зборуваме за Господа. Човек го рече, вика, искрено да ви кажам, ја не сакам да слушам многу за тоа, верувам во Бога дека постои, ама јас сум огорчен на Господ. И не сакам да слушам. Го прашавме зошто, што се случило во твојот живот. И кажа, вели 2019 година, не 2020 година, извинете, 2019 година почина со кругами. Се мачевме, се трудевме куќи да направиме на деца, да ги ожениме, сето тоа и во најубавиот дел кој што требаше да се радуваме на Луци, таа почина, вика. Една година подоцна, вика, снаа ми, вика, во сред COVID, вика, 2021 година, односно 2020 година, вика, фати корона, вика, и почина, вика, во болница, остави, вика, 2 мали дечиња, вика, внучини. Снаа ми, вика, ние ја погребуваме, Сими му открија недела пред тоа тумор на главата. Ние не се ја погребуваме, он е на операција во Турција. И вика, ако Господ, вика, вистина ме сака, зашто Господ ова, вика, за мен се случи? Знаете колку тешки се тие зборови. Тешко е тоа што го пришува. Лесно можеш да го осудиш. Како ти можеш така збориш? Мајде влези прво во неговите кондори, па зборува. Ние човекот не го осудивме, толку му рековме. Сочувствуваме со тебе тоа што си помина. Не е лесно тоа што си го помина. Едва ги собравме солзите да не пред него.
но му кажавме: Господ, пак сакаме да знаеш дека те сака. Зошто? Има работи што се случуваат на оваа земја кои што не можеме да ги разбереме зошто се случуваат. Но Бог знае. Дали ти на твоето дете кога е мало му објаснуваш се што прави за него? Рече не. Дали на твоето дете би му дал нож за да се повреди? Дали би му посакал лошо нешто на своето дете? Ја рече не, како би посакал на своето дете лошо? Како тогаш мислиш дека Бог, кој што е нашиот небесен татко, би ни посакал лошо во нашите животи? Ѓаволот е тој кој што ти прави лошото. Ѓаволот е тој кој што ти го прави злото во твојот живот, а не Господ. Бог сака да се свртиш кон Него, да поверуваш во Него и да тргнеш да го следиш. Човекот рече: вие сте млади деца, вика, јас сум веќе 70 и нешто години, ама вика, ова ми помогна, вика, вистина да го смена моето мисли. Вистина, ја не сум размислила, вика, како што треба, сум размислила погрешно. Истина, Господ не сака, ама ѓаволот ни ги прави, вика, овие работи. Толку. Браќи и сестри, некојаш за луѓе кои што толку многу изгубиле надеж, ние пак губиме надеж дека овие луѓе се толку велиме огорчени што не може да слушнат за Бога. Не го верете тоа. Еве овој човек, преку тој разговор, може би 15 минути, Господ му го смени неговото мисли. Други случаеви, оваа жена која што ја гледате на сликата, се вика Цвета од Припор. Пред година дена отидов таму, евангелизирајќи, најдов на жена, цела обречена во црно, на ведната глава. Никаква надеж не гледаш во неја. Се гледа единствено дека починал некој близок и нема надеж, но ја поздравив, ја повикав да ја дадам флаер и застанав да разговарам со неја. Го споделив Евангелието со неја. И она рече: ајде влези внатре, вика, да ти кажам јас ништо се поминувам. И влеговме внатре, седнавме со жената и почна да ми раскажува за нејзиниот живот. Со мажот и се труделе, се бореле од не знам кое село, таму над Усие, уште нагоре, да се преселат во Припор, ради децата да идат близко до школа, близко до град, се мачеле да изградат куќа, се. Таман тоа се случило, мажот и на 35 години починал. И оставил со 2 деца вдовица. Се омажила, она ги чувала децата со мака, со сето тоа. Дошло ред, ќерка и пораснала, се омажила, само што се омажила 1 година, имала дете, мажот и почина. И она вика: зошто, вика, Господ толку ме касна? Немаше никаква надеж. И тогаш го споделив Евангелието со неја. Споделувајќи го Евангелието и објаснив дека Бог не е тој кој што прави зло на луѓето. Ѓаволот е тој. Жената свати и ја воде во покајничка молитва. После молитвата може да видите изразот на нејзиното лице. Се врати надежда. Ја охрабрив дека верува во Господе Исуса Христа, дека тој ќе се покри за нејзиниот живот. Тој е нејзината радост. Тој е оној што ќе биде покрај неј за секогаш. Да не се чувствува осадена. Евангелието го смени животот. Истиот тој ден, оваа жена се вика Бавка, побара литература да ја однесеме, се јавила на Андреј ми се пријави, отидов и однесов литература. И она ме покри: ајде дојди, вика, сакам да разговараме, вика, да поразговараме, вика, за Господа, имам некои работи ми интересираат, ми тежат на душа. Добро. Иако се брзав, отидов да разговарам, седнавме и жената почна да ми раскажува за нејзиниот живот. Ми кажа дека, да речем, многу блиска приказна до претходната. Тоа беше чудно тој ден. Исто мажот и починал кога на 30 години, ја оставил млада вдовица, се мачела, се борела со 2 деца, едно машко, другото женско. Машкото дете, женското дете се оженило, се омажило, машкото дете таман дошло време да се жени, бил многу домаќин, бил добар, сето тоа, си нашол свршеница и требало да се венчат. И за време на ковид, он од никаде некаде, вика како мала насника го фати, отиде и не се врати дома. Почина, вика, во улица. И јас, вика, од тогаш секој ден плачам. Неколку пати, вика, тргнав да одам у Влај, да се фрлам, вика, од мостот.
И таман ќе стоев, пола саат вика таму пред мостот. И нешто немаше да ми даде, нема сила за да рипнам напред, вика. И ќе се вратив. И вика, отидов, разговара со православен свештеник и го прашав, му кажав ова, вика. И вика, тој ме предупреди, ми рече, немој да се фрлаш, немој да криваш рака на својот живот, бидејќи тогаш Бог нема да те опрости и ќе завршиш во пекол. И сега, она ме прашува мене, дали е тоа вистина? Ако се самоубијам, дека ќе завршам во пекол. Она жената е со таа мисла, да се самоубие, друга мисла нема, друга надеж нема. Сега само сака да ги види околностите, да разгледа убаво. Многу тешко беше, но Господ ми даде мудрост, полека, да ги го објаснам Евангелието, да ги покажам за Божјата љубов, дека Божјиот план не е за човекот да страда, туку гревот е тој кој што ни го причинува тоа. И фала му на Господ, Евангелието беше сила за спасение. И тогаш ја допре таа жена. И таа жена се обрати. Поверува во Исус, ја води во покаяничка молитва. Браќи и сестри, нашето време е време на духовна глад. Луѓето се исплашени. Луѓето се празни. Луѓето бараат смисла на животот. Луѓето повеќе размислуваат за смислата на животот од било кога до сега. Симона имаше работено во една книжара кај што се продаваа книги. Едни од книгите кои што најмногу се продаваа беа духовните книги. Тоа зборува за гладот кај луѓето. За потребата да дознаат повеќе за тоа кој се, зошто постојат на оваа земја, кој ги создал, кој е смислата на нивниот живот. Браќи и сестри, ова е време на жетва. Дали го гледате тоа или не го гледате, ова е големо време на жетва. Жетвата е голема. Но работници се малку. И Бог те повикува ти да бидеш еден од тие работници. Немој да мислиш, јас не сум квалификуван. Ја не знам како. Знаеш како. Дали Бог го промени твојот живот? Да. Па кажи ја таа промена. Бев таков, и таков, сега сум ваков. Кој ме промени? Бог. Дали се сретна со Исус? Ако сретна со Исус, кажи се сретнав со Исус. Луѓето ќе сакаат да слушнат. Каква е таа средба? Самаријанката не знаеше многу теологија. Самаријанката не знаеше, немаше докторат на Библијата. Самаријанката не знаеше ништо, но знаеше едно. Се сретнав со оној кој што ми кажа се за мојот живот, одете и видете дали тој е Месијата. Толку едноставно. Одете и видете. Таа порака, одете и видете. Направи цел град да се спаси, да тргне по Исус и да го молат Исус да остане со нив 2 дена, за да седи Исус да им го проповеда Евангелието. Браќи и сестри, твоето сведоштво немој да го потценуваш. Твоето сведоштво може да стане голема врата за Евангелието, за да можеш да го споделиш. Исус вели, други се труделе, а вие влегувате во нивниот труд. Тоа значи дека секој семе што некој пред нас го посеял, секој разговор, секоја молитва, секој плач, Бог ќе го употреби моментот кога ќе го проповедаш Евангелието. Ако некојаш сте загледале запалено дрво во шумата, некој го запалил, се виделе запалена шума, се гори. Некој го запалил, но го запалил само со едно мало чкорче. Со еден пикавец фрлен, толку, бувнало се, пошла. Евангелието има таа сила. Откровение 12 глава, 1 и 11 стих вели, тие го победија со крвта на јагнето
и со зборовите на своето сведоштво. Тие не го сакаат својот живот дури ни до смрт. Браќи и сестри, со што го победија? Вели со крвта на јагнето и со нивното сведоштво. Верувате дека вашето сведоштво има сила да промени живот. Луѓе кои поминуваат низ истото низ кое што вие поминувате. Затоа поминуваме често пати низ различни премнежија, припетрија, да можеш да имаш сведоштво, да посведочиш. Бев таму и Господ ме издигна. Затоа, браќи и сестри, подигнете ги очите и гледајте ја нивата будни. Не спиите. Гледајте го класието, кое што, ако не го ожнеете, ќе пропадне во нивата. Може би моментално имаш ти твои проблеми. Се соочуваш со финансиски грижи, семејни проблеми, поминуваш низ болка, разочарување. Исус денес те повикува. Погледни повисоко. Подигни го погледот. И гледај што сакам да направам денес преку тебе. Секој утро кога стануваме, браќи и сестри, треба да се помолиме со таа молитва. Господи, покажи ми ја нивата каде што сакаш јас да живеам денес. И Бог ќе ти покаже. Може би додека патуваш на работа, може би додека си на работа, може би со твојот комшија Савајде, може би кога ќе се вратиш, но Бог ќе ти покаже кој е тој кој што е спремен за жертва. Кој е тој на кој што треба да му споделиш Евангелието. Второ, не игнорирајте ги малите разговори. Со некој имаш 10 минути, имаш 5 минути, не игнорирај го тоа време. Тоа време е вредно. Кажи му нешто за Господ. И тоа нешто ќе биде мал оган кој што ќе го запали неговото срце, кој што ќе ги запали неговите мисли, да почнат да размислуваат за Господа. Најважното од се, обработија нивата со молитва. Кога одиме да го сееме Евангелието, ти не можеш да сееш на камен, не можеш да сееш на асфалт, се сее на орана нива. Затоа треба плуг. Плугот е молитвата. Бог сака, ако некому му сведочиш, да се молиш за тој човек. Да го споделиш Евангелието со него, на најпрви да се молиш, да Светиот Дух работи на неговото срце. Затоа, браќи и сестри, да заклучиме, жетвата е голема. Исус го кажа тоа. Не го кажав јас, не го кажа никој друг. Но има еден проблем. Работници се малку. Не бидејќи нема луѓе, туку затоа што малкумина се оние кои ги подигнуваат нивните погледи надвор од нивните животни ситуации, надвор од нивните проблеми. Често пати ние христијаните сме како кокошки. Кокошката цело време надолу гледа. Само кога пие вода на креве глава нагоре. Никогаш не креве кокошката глава нагоре. Бог не повика да бидеме кокошки. Бог не повика да бидеме орли. Орелот цело време гледа нагоре. Орелот гледали бура, ја дигнува главата, се вивнува горе над облаците и гледа пак од озгора на место каде што е безбедно. Браќи и сестри, Бог не повикува да бидеме орли за него, да летаме за него, за неговото царство. Бог не повикува да ги оставиме секојдневните грижи и проблеми. Исус тоа ни го кажа. Ке имате неволи во светот? Нема да биде мед и млеко? Никој нека не да лаже ако веруваш во Исус. Секи биде мед и млеко. Нема да биде. Ке биде патот трнлив, ке има камени, ке има проблеми, како и до сега. Но едно знае, има разлика. Исус е со тебе во овој случај. И не гледај на проблемите, гледај на тоа што Исус сака да направиш. Во ова време во кое што живееш, во оваа генерација во кое што те повикал, во денешниот ден, кој што ти го дал, не по случајност да го живееш.
Господ Исус Христос не повикува, браќи и сестри, да бидеме сејачи жетвари на неговата нива. И Бог сето тоа еден ден ќе го награди. Но најголемата награда, знаете кој ќе ни биде? Најголемата радост. Кога на небото ќе застанеш и ќе ти дојде некој, ќе ти каже: јас сум тука поради твојата верност. Затоа што излезе да проповедаш кога беше ладно, и јас поминав и слушнав и се спасив. Затоа што излезе да проповедаш кога пукаше жешко, сите беа под клима, но ти беше верен и излезе и проповедаше надвор. И ја поминав, слушнав Евангелие и вечерта клекнав на колени и се обратив. Ке ти се заблагодарам за верност. Знаете ли кој благослов е тоа? Можете да замислите? Како луѓе ти доаѓаат и ти се заблагодаруват за тоа што си бил верен работник на Божјата нива. 2015 година слушнав за Астерија Јакич дека била во дом. Она кој што со мажот и дошле во Штип и го поселе Евангелието таму. И се запознавме со нејзе во Евангелската црква и ја сакав од благодарност да ја однесам со колата до кај нејзе во домот. И седнавме во домот, немавме време претходно да поразговараме, да се запознаеме толку, но само и кажа дека сакам да ја однесам, добро. И седнавме и ме праша: кој си ти? Јас си кажав: јас сум плод на твојата гранка. Жената едва се создржа да ја плаче. И ме кажеше после секој понеделник ќе ми се јавуваше да одам таму, да седим и да разговарам, затоа што беше благословен да го слуша тоа. Беше благословен да слуша дека некој во Радајни каде што одела, сеела, но не видела плод, дека таму се обратува. Браќи и сестри, ќе има такви моменти и овде на земјата, но ќе ги има многу на небото. Затоа Бог те повикува: живеј за небото. Живеј за вечноста. Посвети го твојот живот на Господа. Дај го најубавото време од твојот живот. Најубавиот ден од неделата. Недела, кај што сите седат одмарат. Ти дај го на Господ. Живеј за Господа. Господ не ги сака трошките што ти остануват. Ми останат 2 сати, па нешто да одам да посетам некој, ајде да евангелизирам. Не! Бог го сака првината од плодовите на твојот ден, на твојата недела, на твојот месец, на твојата животна доба. Господ сака првината да му ја дадеш. И затоа денес ќе се помолиме со една молитва. Денес ќе излеземе да го проповедаме Евангелието по улиците, да им кажеме на луѓето за Исус Христос, оној кој што може да им даде спасение и вечен живот. Но најпрво ќе се помолиме Господ да ги подкрепи нашите срца, да ги подготви и да ги отвори нашите очи, да можеме да гледаме жетвата таква каква што е, зрела, спремна за жнење. Амин.